Ајде да почнеме прво, ако се сложувате, со Мерко. Мерко е парадигма, но не само тој, меѓутоа веќе е парадигма на една транзиција бесконечна, на едно непочитување на системот, на еден екстремизам, а не поврзан со државата во која што живееш, на некултура, на насилие и така натаму. Нема кој не го знае Мерко во Македонија по еден од овие прерогативи и епитети како сакате. Меѓутоа, сега го почасти и го ставија на црна листа. Она што мене многу ме насмеа беше рецитирањето постфестум. Се надевам дека постфестум има видео, се врти на социјалните мрежи, каде што Мерко ја рецитира Тага за југ. И таа рецитација можеме ли да ја убациме? Мрак и мрак угрева. Црна магла земја покрива. Дајте ми крилија ја да си медне и на наши страни да си преледне. На наши места ја да си идам, да видам Охрид струга да видам. Таму зората греи душата и сонцето зајдит гората. Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит и од ветер како денес сино темнеит. Поле погледнеш или планина, сегде Божева убавина. Видите дека многу добро разбира, а јас мислам македонски, а јас мислам дека тој рецитал, начинот на кој што ја презентира, сака да покаже еден пркос дека не му е битно зашто е на црна листа. Башка на него не му ни треба Америка, он си има вилаја тука. За него Америка е во струга. Или кој што ви рекол Госен Трајко Славевски, он го живее македонскиот сон, односно американскиот сон во Македонија. Сега овој господин Мерко го живее американскиот сон во струга.